Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Господине Халили, кога ги спомнавме геополитичките случувања, како тие влијаат врз регионот, врз мали држави како што е Македонија, а ние многу добро видовме токму со ова влегување во НАТО како влијаат, видовме тој судир САД Русија или НАТО Русија или Европа Русија како се рефлектира и тука. Значи, сепак, еве, работата колку толку се заврши добро, мирно, но кога зборуваме за политиките на господинот Трамп, кога зборуваме за неговиот судир со Европа околу плакањето за НАТО, например, и ако го гледаме тоа во светлото на Брекзит, кој се случи, ако гледаме и ова што го спомнавте на француско-италијанскиот спор околу жолтите елици, некакво натрешно политичко прашање кое се прелева, се чини дека некако сте биле вие амбасадор во тие земји и сте биле сведок на тогашните процеси, се чини сега како да се редефинираат тие процеси, тие сојузи, стари сојузи, како нешто внатре да се менува, да се случува, што не можеме точно да видиме што, но некако работите не се исти како пред 10, 20 или 30 години. Не се исти затоа што во НАТО главниот терет го имаше САД. Ние бевме сведоци дека целата војна против СР Југославија ја водеа САД и Велика Британија. Бара една подморница тогаш од Данска, и Данска одговори дека после 3 месеци од подморницата ќе биде спремна за војна. И реално ние го гледаме Трамп како еруптивна личност кој реагира веднаш, но јас сега сум убеден дека неговите потези не се баш несмислени, тие се многу добро смислени. Ако сакаме ние јак сојуз, јако НАТО, не можеме ние со стари авиони или само со Б-20 Б-2 од САД или и Торнадо, мислам, од Велика Британија. Треба да инвестираш во тоа НАТО. Ако инвестира само САД и Велика Британија, тоа не е НАТО. Од друга страна, има тенденција, уште од време на Ширак, да Европската Унија ги основа своите одбранбени сили. И не успеа во тоа, затоа што треба капитал да се вложи. И мислам дека тука е во право. Ако сакаме нешто заеднички да изградиме, треба и заеднички да вложиме. И сега што се однесува до Велика Британија. Таму беше една негативна ерупција што овие конзервативците го ветија пред да дојдат на власт. Ако доаѓаме на власт, ќе правиме референдум. И не предвидоа дека тој референдум може да дава и спротивни негативни резултати. Аналитичарите тогаш многу озбилно сакаат да го убедат Камерон, но Камерон беше веќе не тој што иницираше референдум, тој што бранаше Велика Британија да остане во ЕУ. Спротивно на неговата првична идеја. И сега Најгл, националистот, тераше со другите и на крај со 1% толку победија и тој се повлече од политиката Најгл. Даде оставка. И сега, поради тоа што не беше смислено од некои луѓе, Велика Британија трпи големи губитоци. И тие сакат да најдат начин како да се вратат, а без срам да се вратат во Европската Унија. Да, еве, но ние сега состојбата е таква каква што е. Ние влегуваме во НАТО во овој момент како 30-та членка, а НАТО очигледно ги има тие проблеми за кои зборуваме. Европската Унија очигледно ги има исто овие проблеми околу Брекзит, па и околу другите држави сега, со миграцијата, со проблемот со демократија во бившите источно-европски држави и така натаму. Мислите ли дека Македонија, значи тука
се разбира дека не може ништо да смени, нити да влијае, тоа е повеќе од јасно, но треба ли државата барем некако да се обидува да изгради некаква стратегија, значи не само да се ослони во членство во тие меѓународни организации? Значи, пак ќе речем, за жал, нека не ми се лути господинот Халили, бидејќи одреден период бил дел од тој систем. Зборувам за македонската дипломатија. Македонската дипломатија има проблем што во овие години многу неквалитетно ги артикулираше на меѓународната сцена нашите интереси, а уште по-неквалитетно ги бранеше нашите интереси. Тоа е моje мислење, мој впечаток и можем да го потврдам со неколку докази. Пример, него искористивме Падинтер 91 година, кој рече дека Македонија и Словенија треба да бидат признаати. Тоа беше комисија на Европска унија, не беше комисија на Македонија. Него искористивме Хаг. И ред други работи не знаевме да ги материализираме. Во Лисабон, јас сум бил во Лисабон која не покопа, Митеран не покопа тогаш. Можам да го зборам кој рече Македонија не представува никаква опасност за Грција, но ние мораме да ги почитуваме чувствата на нашите грчки пријатели. Значи, нешто се случува. Македонија би било добро сега во НАТО да знае колку толку правилно да ги артикулира нашите интереси и да ги вклопи во глобалните интереси пред се на оној кој дава немногу пари во НАТО, а тоа е Соединените Американски држави. Тоа е основната филозофија на мала држава која што е Македонија. Нема тука некоја голема филозофија, сега ние ќе менуваме, што ќе менуваме? Прво немаме си моќ да менуваме. Него да ги знаеме да ги артикулираме нашите интереси и да ги вклопиме во глобалните интереси на тој што дава најмногу пари во НАТО, тоа е Соединените Американски држави. Кажано едноставно, тука почнува и тука завршува нашата политичка улога во НАТО. Што се однесува до Трамп е во одредени работи, во право, во други работи е малку контраверзен не само до НАТО, него контраверзен и дома. Видовте сега што му правеше Палоси, кога се обиде, Трамп не можеше, има проблем. Прв пат, колку што јас знам, председател 2 пати моли се да се обрати во Конгресот. Така да не е баш се... Во секој случај, на глобално ниво се случуваат некои поголеми промени, односно прегрупации. Ја заборавивме Кина, не ја спомнавме, која се појавува исто така се повеќе присутна, не само војнички, него многу е важно и економски. Така да, ако можеме, реков, да во рамките на тие асоциации, кои што е НАТО, утре Европска унија, ако успееме да ги артикулираме правилно своите интереси, аргументирано да ги представиме и да се вклопиме во пошироката слика, onda ќе биде добро за нас. Да. Добро, господа, не истече времето. Ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. Благодарам. А вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма, следуваат вестите.